Во текот на вчерашниот ден во општина Могила, поточно основното училиште оттаму, го прославуваше својот патрон празник, меѓутоа нешто значено го одбележа посебно овој ден, а тоа е отварањето на Центарот за ран детски развој. Отворен е Центар за ран детски развој во општина Могила. Центарот, кој има капацитет за згрижување на 30 деца, се наоѓа во просториите на основното училиште Гоце Делчев и е направен според сите стандарди. Според градоначалникот Пивковски, овој центар е реализација на еден проект многу значаен за општина Могила, а со него ќе се воспитуваат и згрижуваат децата од предучилишна возраст. Ова е една инвестиција која што многу значи за, би рекол, за најмалите дечине од најмала возраст, затоа што би рекол првите 5 се најважни на свет и одма се гледа разликата, значи овој центар работеше во склоп на училницата на прво одделенчињата во општината, во основното училиште Гоце Делчев. Условите не беа вакви, беа отежнати услови затоа што малите дечиња сакат малку и на подот да седат, не сакат да бидат цело време на столчињата и мислам дека денешните услови, овие што ги створивме за овој центар за ран детски развој, ќе значат многу за развојот на нашите дечиња во населеното место Могила. Центарот за ран детски развој ќе работи во училиштето Гоце Делчев во Могила, а работата со децата од оваа возраст е значајна за нивната социјализација и развој. Ова се деца од претшколска возраст кои се уште не се во нашето училиште, но секако дека тоа многу ќе се одрази во нашата работа, бидејќи секоја форма на организирана работа, а посебно во вакви услови со децата на оваа возраст позитивно се одразува врз нивниот развој и побрзо децата се социјализираат, имаат познавање од повеќе поими, едноставно полесно и подобро го прифаќаат потоа и школскиот живот понатаму. Со децата во центарот ќе работат едукатори, спроведувајќи ги програмските активности од програмата за рано учење и развој на децата од 3 до 6 години. Работиме по стандардите за ран детски развој од Министерството за труд и социјална политика. Работиме во 5 домени, како што се физичко здравје и моторен развој, социоемоционален развој, когнитивен развој, развој на говорот и развој на писменост и пристап кон учење. Вакви центри за ран детски развој во општина Могила во иднина ќе бидат отворени во населените места Добрушево и Ивањевци. Мои гости денеска овдека во студиото на Мега телевизија се условно речено или во позитивна смисла виновниците за отварањето на Центарот за ран детски развој, директорката на основното училиште Гоце Делчев и психологот при самото училиште. Добре ми дојдовте и ви благодарам што се озвавте на поканата. Добро ве најдовме, благодариме на поканата. Најнапред ќе започнам со вас, како директор на ова училиште. Го одбележавте патрониот празник во текот на вчерашниот ден и таа е причината зошто ве немавме вчера како гости. Како помина се? Беше ли се според планираното? Сите оние активности кои што ги планиравте ги исполнивте, претпоставувам? Да, вчера беше свечената приредба по повод патрониот празник, а претходно се отвори и едукативниот центар за ран детски развој во нашето училиште и други низа активности, денес спортските активности и една изложба во рамки на отворањето на центарот, така да се помина во ред. Така, како директор на едно училиште кое што се наоѓа во една рурална општина, претпоставувам вашето долгогодишно искуство пред се како наставник во други училишта, сега и како директор во ова училиште. Има ли разлика кога станува збор за рурална средина и урбана средина во однос на спроведувањето на воспитно-образовниот процес? Забележувате ли некакви разлики или можеби се тече онака како што треба да тече? Разлики нема, ниту меѓу децата, ниту меѓу изведувањето на програмата, барем во нашето училиште, макар што јас и како наставник бев наставник во училиште, веќе долги години директор, меѓутоа ние имаме соработка, значи со сите други училишта и во општината и еве со градот Битола и многу проекти кои сме ги реализирали и на национално ниво и на интернационално ниво и слободно можам да кажам дека сега во ова време разлика и да нема. Така е. Ке се осврнам јас на кон вас како психолог.
го отворивте нели Центарот за ран детски развој, каде што отприлика 30 дечиња, ако не се лажам, ќе го посетуваат. Колку е важно отварањето на вакви центри, независно дали во рурална или урбана средина, кога станува збор за подготовката на децата за влез во воспитно-образовниот процес понатаму, првично нели во 9-летката, па во средно и понатаму во високото образование? Да, би кажала првично дека Центарот за ран детски развој всушност неколку години наназад работи, меѓутоа деле училница заедно со првоотделенците во нашето училиште сега добиваат собствен простор, подобро уреден, значи поспремен. Наставничката продолжува истата која што работеше. Колку е важно, се разбира, многу е важно. Значи во нашето село, во општината, нема градинка, па така дечињата немаат можност да бидат вклучени во тој процес претходно, па ова им дава можност да се развиваат, како што каже и самата Симуна во најавата, нели, дека овозможува нивен моторен развој, социјален развој и од голема важност е тоа дека сместено е во нашето училиште. Соработката со Симуна е одлична, како и со претходните воспитачки, да речам. Важноста на ваквиот центар е голема, како за прилагодувањето на учениците на училишниот живот кој следува потоа, така и за нивниот емоционален, социјален, културен развој, моториката исто така како битен фактор. Исто така, за нас како училиште, за мене конкретно како психолог, од голема важност е соработката со едукаторот во Центарот за ран детски развој, бидејќи при уписот на учениците во прво одделение, јас можам да ги добиам сите неопходни информации за нивниот развој, како што исто така да го следиме нивниот развој уште од најмалечка возраст, односно 3 години, како што се вклучуваат учениците во овој центар. Споменавме претходно дека центарот функционираше, меѓутоа тоа беше во една просторија. Да, значи центарот функционира години наназад, најнапред со поддршка од УНИЦЕФ, понатаму, значи со поддршка од општината. Деле училницата со учениците од прво одделение, сега добиват нивни собствен простор, значи во сутереното од училиштето, опремен целосно и секако ќе представува една средина во која што децата ќе уживаат, исто така ќе ги имат сите оние неопходни услови за нивниот развој. Ке упатам прашање до вас, бидејќи, како што споменавме, сега центарот со новите простори се наоѓа во рамки на училиштето. Колку е според вас важно ова што овие дечиња добија свој простор и кој се помогна истиот да биде уреден? Многу е важно. За дечињата тоа навистина многу ќе значи. Добија еден голем простор каде што ќе можат да играат, да учат. За реновирањето на овој простор најнапред помогна Сокотап, бидејќи се реновираа комплетно со нивна помош просториите, се смена дограма, топол пот, ламинат, тавани, ѕидови, значи се смена во просторијата, а потоа со помош на бугарскиот конзулат од Битола се опреми просторијата со соодветна опрема по норматив, маси, столчиња, теписон, играчки. Значи сега условите се сосема добри и може центарот да продолжи да функционира. Кога сме кај кадарот или воспитувачите и негователите или оние кои што ја водат таа програма согласно препораката од Министерството за труд и социјална политика, колку имате соодветен кадар и колкава е потребата наспроти оние бројката од 30 дечиња, дали задоволува или можеби во иднина се планираат и нови вработувања? Па да, кадар имаме. До сега се смена во тој центар повеќе едукатори. Повеќето од нив беа обучени од УНИЦЕФ, исто како и овој едукатор што го имаме сега. За сега ова ги задоволува, значи, потребите на дечињата. Меѓутоа, ако има потреба, секако дека можат да се направат повеќе групи, например група од 3 годишна возраст, 4 годишна, 5 годишна, сето тоа ќе видиме од интересот и од потребите на учениците. Како ќе функционира центарот? Имаме целодневен престој или можеби тоа е одреден период во денот? Не, тоа се само 3 часа во денот. Секако заложбите се понатака тоа да прерасне во градинка,
ако ги исполниме условите по стандардите од Министерството за труд и социјала, меѓутоа за тоа потоа. Сега за сега вака. Пред неколку денови се распиша и оној повик за упис на првачињата во училиштата. Каква бројка се предвидува за во вашето училиште и колку сте задоволни од самиот број? Очекуваме до 20 првачиња. 18-20 првачиња, такви информации имаме. Сега во месец мај се уписите, па се надеваме. Тоа е неколку години наназад веќе стандардна бројка на првачиња што ги запишуваме. Се надеваме дека барем ќе остане стабилна. Така. Како училиште можам да кажам дека често пати сме биле сведоци кога низа активности се случуваат кај вас, што од оние проекти каде што сте аплицирале, што од активности интерни кои што произлегуваат од училиштето, може ли збор-два околу оној вашиот дел, менаџерскиот дел, колку успевате да станете партнери на одредено училиште, да се припоите кон одреден проект каде што сте носители или можеби само учесници, и колку сето тоа е важно кога станува збор за развојот на една таква средина, или ајде да се изразам со зборот институција кога станува збор за училиштето. Вие сте централно училиште, бидејќи имате и подрачни, ако не се лажам. Да. Ние сме едно од трите централни училишта во општина Могила. И ова што го кажувате вие, работата на проекти, да речам, е подолго време наша цел. Се стремиме кон тоа, бидејќи секако наставата и во наставните активности се одвиваат во најдобар ред, кадарот ни е стручен, едуциран и соодветен во целост. И во последно време така наша цел е работата на проекти и можам да кажам дека сме тука многу успешни и многу препознатливи. Ги работиме и проектите што се на национално ниво, како што е на ЕКО, МИО, че ние сме училиште кој е носител на веќе на 2 зелени знамења. Планираме во наредната учебна година да го добиеме и третото зелено знаме, кој ќе остане во наша трајна собственост, значи како училиште што имплементира еколошки вредности во наставниот процес. Исто така МИО-то. МИО-то го реализираме прилично успешно. Имавме соработка со училиштето Мустафа Кемал Ататурк од Количани, општина Студеничани. Со нив реализиравме и проект мал грант, значи од МИО, а исто така и проект од Градиме мостови, големиот грант, се изведоа низа активности. Ова година повторно сме добитници на грантот од МИО со училиштето Браќа Младиновци од Добрушево. Со посебна гордост можам да ги споменам АЦЕС проектите, тие се интернационални проекти. Исто така 2 пати досега училиштето реализираше АЦЕС проекти. Првиот пат со 2 партнерски училишта од Бугарија и од Романија се изведоа посети и во Романија и во Бугарија и кај нас. А минатата година го реализиравме проектот АЦЕС со училиште од Хрватска, од Нови Каштел во близина на Сплит. Исто така соработката беше одлична. Имавме посета кај нив, кај нас. Така да тоа е наша цел, наш стремеж, работата на проекти. Кога се зборува за проектите и за посетите на други училишта, нели во други држави, во други градови, колку тие искуства што се црпат од таму, се врши дисеминација врз децата, да се стекнат со нови искуства, да видат како се учи во другите градови и колку сето тоа е важно, бидејќи покрај оној програма за воспитно-образовниот процес која што се донесува нели од страна на Министерството за образование, важни се и оние наставни активности. Колку самите деца се вклучени во проектите и колку истите се заинтересирани при реализацијата? Така, ние секогаш гледаме да ги вклучиме и учениците во проектите и тие секогаш биле вклучени. Сите патувања се изведени со ученици, бројката гледаме да биде максимална од тоа што е дозволено и секако дека кога ќе се вратат тука тие вршат дисеминација. При посетите на другите, кај нас кога ќе се организираат посетите, исто така сите ученици гледаме да се вклучени. Соработката со родителите е одлична, можам тука да ги пофалам, бидејќи секогаш како што ќе се организираме, како што ќе се договориме, тоа се исполнува.
и тоа е многу важен дел од животот на учениците. Новите времиња бараат ете така нови предизвици и многу голема соработка помеѓу трите фактори. Така. Јасна, кога станува збор за психолог во едно училиште, имавме една интенција од Министерството за образование и наука, каде што се формираат тие стручни тимови на педагог, психолог и социјален работник, и ово предпоставувам се однесува на поголемите оделенија од веќе предметната настава, каде што родителите често се викани на разговор заради тоа што учениците бегаат од часови или имаат попуштање во успехот. Колку вие имате работа со вакви ситуации или обично работите на она позитивна средина на работење и изведување на воспитно-образовниот процес? Да, значи мислите на советување на родители и ученици. Значи неколку години се реализира истото. Во нашето училиште немаме, сега да се пофалам, немаме такви, да речем, проблеми за кои што би било потребно специјално такво советување за учениците. Значи, реализираме советувања во позитивна смисла. Сме немали ученици кои што отсуствуваат од настава, сме немали ученици со слаби оценки и во голем дел поради тоа имам време, значи можам да работам на проектите во училиштето. А во моментот реализираме уште еден проект кој што не вклучува патувања и посети. Станува збор за Edwinning проектот, конкретно мотивирање на учениците. Yes, I Can Motivation in the Classroom е името на проектот. Го реализираме во соработка со други 5 училишта: Полска, Грција, Украина, Турција. Станува збор за онлайн платформа, така да учениците меѓу себе комуницираат, меѓутоа сето тоа преку интернет. Исто и јас со колешките кои што се вклучени во проектот. Можам да кажам дека имаат ефекти ваквите проекти, затоа што целта на овој конкретно проект е децата да ја подобрат нивната самодоверба, да научат дека нивните потенцијали и способности можат да се развиваат и да научат дека со труд, па и со неуспеси некогаш можеме да дојдеме до успех. Можам да речам дека до оваа фаза е успешен проектот. Прв пат се вклучуваме во ваков вид на проекти, меѓутоа бидејќи е една новина во Европа конкретно, понатаму ќе продолжиме да работиме. И пак би кажала дека учениците се доста солидни во нашето училиште. Соработката со родителите е одлична. Не сме имали проблеми. Значи ли тоа дека може да го припишете тоа мирно време во вашето училиште со немање нели проблеми со ученици кои што отсуствуваат од настава, заради тоа што е мала средина и ако избега од часови, да, некој од селото или од општината ќе го види каде е, што е, па ќе каже на родители, па тука ќе имаме проблеми каде што ете ќе мора да биде вклучен и психологот. Имате ли размислувано што би било кога би било ако бевте психолог во урбана средина? Би тоа колку толку малку е поголема и може да се случи тоа бегање да помине незабележано. Да. Па мислам дека сето тоа се должи на одличната соработка меѓу наставниците, родителите, учениците и нели другите вработени во училиштето. Секако мала е средината. Јас потекнувам од Могила, значи ги познавам родителите на сите ученици. Да нема бегање часови. Тоа ми е, да речем така, еден голем плюс, бидејќи ги познавам учениците, можам слободно да разговарам со секој од родителите, па веројатно тоа е имаме причина такви плюс, проблеми. верувам. Ќе се дополна во однос на Edwinning проектот кој што го водите. Кажавте дека станува збор за подигнување на самодовербата кај самите ученици. Дали може би работите и на делот кога станува збор за осмоделенци, често сметаме дека тие деца се мали се уште, за да можат да знаат точно што сакаат во животот понатаму. Кога станува збор за изборот на средното образование, дали тоа ќе биде стручно, дали ќе биде општо образование и можеби некои иднински планови за високото образование. Колку сметате дека работата со децата на оваа возраст во насока на определбата понатаму во животот е важна и може да вроди со плод? Сметам дека значи професионалната ориентација е особено важна. Работиме многу во училиштето на истата. Во
9 одделенија, значи поинтензивно, макар што и наставничките во претходните одделенија, особено и во јазиците, имаат теми кои се однесуваат на оваа професионална ориентација. Соработката со средните училишта во Битола ни е одлична, со стручните служби и директорите се разбира, така да учениците чисто посетуваат некои од средните училишта кога постои таа дилема, исто така со центарот за вработување, нели со стручната служба, односно психолозите кои што работат таму. Користам инструменти за самопроценка кои што се интересни за учениците, самите тие ги проценуваат нивните способности како и интересите. И се надевам дека истото им помага во нивната понатамошна нели определба. Така, директорке, неодамна вашето училиште доби нова спортска сала. Кажете ми од какво значење е имањето на еден ваков објект кој што навистина може да ги збогати оние не така помалку важни, туку навистина битни моменти кога станува збор за физичкото образование од аспект на тоа што еве имаме податоци дека поголем број од децата се искривени во орбетите бидејќи постојано седат пред компјутер, многу малку физички активности кога станува збор за оние слободни активности после училиштето. Кои се придобивките од тоа што сега имате салата? Придобивките се големи. Спортската сала не придобивка за нашето училиште, како што би била за секој друго училиште, максимално се користи. Ја користат и учениците од предметна настава и учениците од одделенска настава. Сега тие 3 часа физичко образование во неделата имат сосема друго значење. Учениците можат да реализираат наставата по програма, се што е предвидено, салата е опремена комплетно. Исто така многу помага тоа што можат да се организираат меѓуопштински во рамки на општината, па и да ги вклучим и другите општини Новац и Битола надпревари во салата. Ја користиме и за други пригоди, се навистина салата многу придонесе за подобрување на наставата по физичко образование и воспитание. Училиштето функционира, како што кажавме, како едно од 3 централни училишта. Уште колку училишта имате под вас и како сте задоволни со оне дел кога мора да се изведува согласно кадарот, нели, мешана настава? Имате ли такви случаи и како се носите со тој предизвик? Да, ние имаме 2 подрачни училишта во Долно Чарлија и во Радовор. Во Чарлија има 10 ученици, комбинирана настава, во Радовор има 8 ученици, исто така комбинирана настава, сите одделенија, во моментот се по 4 одделенија во двете. Тоа е комплицирано и тешко се разбира, меѓутоа со добра волја и со стручна помош и од наша страна и наставничките се веќе со доста искуство по повеќе години работат во комбинирани паралелки, наставата се изведува без проблем и во тие училишта. Ваше мислење е јасно во однос на ваквата комбинирана настава. Колку е возможно тие деца целосно својот потенцијал да го извадат надвор на површина, да покажат знаење кога станува збор нели за одземено внимание сепак во секој еден случај кога станува збор тука да имаме 4 одделенија во една иста просторија каде што наставничката буквално е растргната кому прво што да покаже. Да бидеме реални дека е тешко, меѓутоа што се случува со овие деца? Имаат ли потешкоти кога треба веќе да преминат во повисоките одделенија или можеби добрата соработка со вас како психолог, наставникот кој што е предодреден за во таа паралелка и секако влогот на самите родители, оно што се пропуштило на училиште, дома да биде надополнето? Значи ќе кажам дека секако представува пречка, особено кога станува збор за 4 одделенија. Тука клучно, конкретно во нашите училишта се наставничките. Значи максимално ангажирани, секој поглед. Соработката меѓу наставничката во одделенска настава и останатите наставници кои еве сега по новите програми влегуваат во овие одделенија, исто така е на завидно ниво. Се вложуваат максимално. Имаме ученици кои што не може да се забележи дека ете имале некаков проблем како резултат на таа комбинирана настава, значи многу се успешни, солидни ученици.
Некогаш имаме проблеми со учениците кога доаѓаат во централното училиште, нели таму се 10 ученици, па овде стануваат збор за поголемо училиште, меѓутоа тоа обично кратко трае за се прилагодуваат. Поддршката тука од учениците кои што ги примаат, овие ученици кои доаѓаат од комбинирана настава исто така е многу значајна, како и на наставниците кои ги прифаќаат нели понатаму во 6-то одделение. Колку е важно домашното воспитување кога станува збор за реализација на воспитно-образовниот процес? Многу е важно, значи како што е важно наставниците, нели тие се факторите кои влијаат на развојот на учениците и семејството е многу битен фактор. Односите во семејството, односите со браќа, сестри, нели сето тоа е една подлога која што понатаму се одразува. Сето она што се случувало се одразува нели во наставата и повторно ќе речам наставниците, нивната соработка, нашата соработка со родителите, секогаш кога би настанал некаков проблем, овозможува истиот да се најде. Ке упатам уште едно прашање до вас, а тоа се однесува на еден претходен систем, кога ние посетувавме настава. Предпоставам тука некаде сме со генерацијската компонента. Кажете ми, тогаш беше навистина строго. Тогаш важеше онај сегмент дека наставничката е втора мајка и тогаш важеше дека таа мора подеднакво да се почитува, бидејќи и да беше строга и беше дозволено да повиши тон, да запише отсуство на ученикот или да биде казнет со неоправдан изостанок и слично. Дури имаше и моменти кога се применуваа и некои казнени мерки од типот со ленјерче по рака ќе бидете штлакнат. Во моментов сето тоа е изоставено од воспитно-образовниот процес и во други училишта, можеби некај вашето, имаме ситуација кога децата воопшто не ги почитуваат наставниците, заради тоа што нема повишување на тонот, буквално знае да настане една џунгла во еден клас. Каде сметате дека лежи точниот избор? Во она кога навистина беше строго или сега кога воопшто не смееме ништо да правиме во однос на оние кои што ни доаѓаат на час? Може би поточно е прашањето до вас, Лилјана, како и наставник и како директор, меѓутоа ме интересира и мислењето на Јасна. Сега веќе работите на вистина се променети. Сега наставникот, ако сака ред и дисциплина, мора многу да се потруди, меѓутоа не со повишен тон, не со викање, не со казни. Тука треба добро да се подкова со разноразни информации, дополнителни од оние што ги има во учебниците. Треба на децата да им биде интересен. Треба тие 40 минути тој да ги исполни постојано, да го држи нивното внимание, нивниот интерес, бидејќи и децата сега имат многу информации, меѓутоа сепак наставникот е клучниот фактор како ќе ги води низ тие информации, колку ќе им го направи тоа интересно. Ако наставниците се подготвуваат така за секој час, тогаш јас верувам дека проблеми нема да имат. Тие се сепак ученици, возраста е сепак таа, нив наставник им треба некој што ќе ги води, некој што ќе им покажи како. И мислам дека тука лежи клучот. Наставниците да се интересни на часовите, да барат информации кои ќе им бидат интересни на децата, да знаат тоа така да им го прикажат, да се стекне една доверба помеѓу нив и така тие 40 минути да поминат на еден лесен, интересен начин, да се изнаоѓаат нови методи на учење преку игра, преку разни асоциации, преку има многу тие работи сега во процесот на настава кои што се како новини, кои треба да ги користат наставниците и така да го задржат вниманието на учениците. Какво е вашето мислење со введување на повторно етвинингот ќе го земам кога се одвива на интернет? Знаеме дека интернетот нуди придобивки во секојдневието на секој ден човек, независно дали тоа е мало дете или е возрасен, меѓутоа ги знаеме и сите оние негативности. Пред се врз физичкиот развој кај децата, имаме искривување, имаме проблеми со очите, имаме проблеми со главоболки од мали, заради тоа што посветиле повеќе од дозволеното време пред таблет, телефон или компјутер. Ваше размислување како психолог во ред ли е ако децата постојано се на интернет? Значи, секако дека не е во ред. Меѓутоа, од друга страна, пак не можеме децата да ги изолираме од сите тие промени, да речам,
и кои се случуваат, секако треба да бидат умерено пред компјутерот, пред телевизорот. Овој проект Светвининг, значи се на интернет, во смисла комуникацијата ја реализираме на интернет. Скайп предпоставувам. Па Skype, мејл, нели социјалните мрежи исто така може да се користат. Самата платформа дава можност да комуницираме. Значи едноставно како еден зид имаме сега, јас не знам точно да се изразам, на кој што има повеќе опции и сам учениците можат да комуницираат нели преку пишување на пораки. Конкретно еве сега за Etwinning ви зборувам. Работилниците кои што ги реализираме секако не се самостојно ги реализираме во сите училишта и понатаму нашите резултати ги објавуваме на таа платформа за да може да се споделат како со нашите партнери, така и со сите оние кои што се приклучени на оваа платформа и се вклучени во Etwinning. Оваа теорија која што ја разработуваме во овој проект, самата таа зборува за тоа дека нели преголемото време посветено пред компјутер и пред телевизор представува проблем. Конкретно јас ги учам учениците дека истото може да предизвика еден вид на зависност, нели како што каже директорката, наставниците се пред голем предизвик, треба максимално да се ангажираат. И оваа теорија исто така зборува за тоа дека учениците кога играат игри, всушност истото им возможува во моментот да почувствуваат среќа. Значи затоа на наставниците им е многу тешко да ги мотивираат учениците за учење, затоа што успехот нели доаѓа многу покасно отколку тие игри кога тие играат и во моментот постигнуваат одредена цел, па сето тоа физиолошките промени настануваат, па тие се среќни и ги прави да се чувствуваат успешните конкретно. И затоа на наставниците сега и на нас, сите кои сме вклучени во воспитно-образовниот процес, ние е многу потешко да го предизвикаме тоа чувство кај учениците. Многу поголем напор бара учењето и резултатот кој следува многу покасно, отколку ете тие сите можности кои им се даваат на учениците. Имаме сегмент кога децата е во ран детски развој, Центар за ран детски развој, се соочуваат со првите букви, првите бројки, па распознавање на боите и слично, оние основите кои што се на некој начин неопходни за влез во прво оделение и понатаму во основното училиште. Сега Кембридж програмата се состои од повторување и повторување и повторување. И често среќавам дечиња на многу мала возраст, например прводеленци или третоделенци кои што ќе кажат јас не сакам да одам на училиште, зашто сите едно исто учиме, нема ништо интересно. Како тука да се изменаџира од страна на наставникот кога таа е една наставна програма која што мора да се реализира? Тоа е согласно нели оние правилници кои што се донесуваат, таа е програмата и нема отстапки од таму. Се соочивме со проблеми, најмногу наставниците, а потоа и сите што сме вклучени во воспитно-образовниот процес. Пред се, мислам, проблемите настана затоа што немаме ресурси. Не можам да речам дека програмите се лоши, тие се програми кои покажале негде некаде во Европа резултат. Меѓутоа, ние тука немаме ресурси. За на децата да им биде интересно, наставниците не треба да се снаоѓаат, не треба да импровизираат, треба да има доволно ресурси. Ако по програма е предвидено дека детето треба да брои топчиња за да види значи како ќе стигне до резултатот, ние тие топчиња треба да ги имаме и треба да ги имаме пред секој ученик, не треба да се чекат учениците за да не им биде досадно. Програмата е предвидено да се реализира така да учениците сами да дојдат до резултатот, да се развива логиката и мислам дека тука главниот проблем настана што ние не сме доволно опремени како училишта, значи тоа кошта и тоа го нема пред секој ученик, посебно за природни науки има исто така тешко и за тоа се потребни многу ресурси. Експериментите не се изведуваат така лесно. Кога би постигнале некој напредок во тоа, јас верувам дека на учениците би им било многу поинтересно и на наставниците многу полесно. Така. Кажете ми, има ли некои планови во однос на вашето функционирање како менаџер и вашето како психолог во однос на понатамошните планови на училиштето? Ние продолжуваме по овој терк наставата во наставните активности да се одвиваат во најдобар ред, да се реализираат во целост и нашата цел, нашиот предизвик, проектите и
во кои ќе бидат вклучени што е можно повеќе ученици. Така. Во тој случај јас ви посакувам многу успех понатаму, ви благодарам што денеска бевте овде мои гости и се надевам дека во еднина ќе имаме прилика повторно да седнеме и да разговараме за низа ваши успешно реализирани проекти и секако подобрување на оние проблеми со кои што се соочуваат и наставниците и децата. Да. Благодариме ни.